Денеска официјално беше промовиран проектот "Приказната продолжува" за изградба на регионален центар за рехабилитација и ресоциализација на деца излекувани од малигни заболувања, преку реновирање и адаптација на старото основно училиште во Кучково. Министерот за локална самоуправа Златко Перински, градоначалникот на општина Ѓорче Петров Александар Стојковски и веде директорката на Центарот за развој на Скопски плански регион Розета Арсовска го посетија центарот, во кој во завршна фаза е уредување на просториите и хортикултурното уредување на дворот. Објектот на површина од 650 квадратни метри има капацитет за престој на 20 дечиња, со придружба на еден родител во комплетно опремени простории и училници за онлайн образование, за физикални вежби, соба за психосоцијални работилници, а има и соби за игра и мирна соба за рехабилитација. Овој центар ќе значи многу надеж, нови можности, нови перспективи за сите оние мали херои кои што се избориле со канцер. Проектот беше инспириран од сите нив поради потребата од помош во периодот на лекување и потоа. Целта е да им дадеме максимум психосоцијална поддршка во процесот на нивната ресоциализација и повторна интеграција во општеството, по долгиот престој во болничките установи. Истакна првиот човек на Ѓорче Петров, кој се заблагодари на сите чинители во реализацијата на овој проект. Универзитетското студентско собрание на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје денеска преку соопштение упати апел до државните студентски домови Томе Стефановски Сеник, Пелагонија, Државен студентски дом Скопје и до сите единици на УКИМ за превземање итни активности со цел унапредување на безбедноста во студентските домови и универзитетските објекти. Во апелот се предлагаат неколку мерки, како вонредна проверка и одржување на противпожарните апарати и хидранските системи, редовно проверување и одржување на овие системи за да се осигура безбедноста на студентите и вработените во случај на пожар или друга несреќа. Се предлага организирање на симулации за евакуација на студентите најмалку еднаш во текот на академската година, со цел студентите да бидат подготвени да се зголеми нивната свест за евакуацијските процедури и безбедноста. Апелот се однесува до сите надлежни тела во рамки на Универзитетот Свети Кирил и Методи и сите студентски домови, со цел да се обезбедат подобри услови за студентите и да се подигне свеста за важноста на безбедноста во сите аспекти на нивниот академски живот. Со имплементирање на овие активности се очекува да се зголеми безбедноста на студентите, да се подобри нивната подготовка за евентуални опасности и да се осигура поголема сигурност во студентските домови, објектите на универзитетот и факултетите, се вели во соопштението. Црвениот крст денеска соопшти дека со исплатата на собраните средства за поддршка на настраданите во пожарот во Кочани, досега вкупно се опфатени 58 семејства на починатите лица, вклучувајќи го и починатиот возач на брзата помош, како и 99 семејства на повредените кои се хоспитализирани во болниците надвор од државава. За секој лице се исплатени по 150.000 динари. За 2 семејства на починатите лица и 16 семејства на повредените лица, кои се лекуваат во странство, се чекаат дополнителни податоци, за да може да се изврши исплатата и за нив. Во тек е прибирање на податоци за повредените кои се лекуваат во државата. Заклучно со денешниот ден, собрани се вкупно 65.978.726 денари, информираат од Црвениот крст. Завршија градежните работи за изградба на пешачки патеки и паркинг простор во населеното место Идризово во општината Газибаба. Изминатиот период со павер елементи се изградија 3 улици во населеното место Инџиково. Во завршна фаза се градежните активности на краци од улица Финска во Ченто, информираше градоначалникот на Газибаба Бобан Стевковски. Најави дека во следниот период градежни активности со павер елементи ќе се реализираат и во други населени места на територија на општина Газибаба. Уредувањето на јавниот простор останува наш приоритет, порача првиот човек на општината. Деновиве беше извршено комплетно асфалтирање на улица 120 во населбата Јака во вкупна должина од 350 метри и тротоар од 1,5 метри и широчина на коловоз од 6 метри. Увид во текот на асфалтирањето изврши градоначалникот на општината Илинден Александар Ѓоргиевски, кој истакна дека општина Илинден е во една сериозна градежна офанзива, каде се работи на повеќе проекти.
Изградбата на улицата 120 е од големо значење за жителите од овој дел на општината. Локалната самоуправа континуирано работи на подобрување на патната инфраструктура во сите населени места, со цел подобрување и обезбедување поквалитетни услови за живење на сите жители. Изградбата на улица 120 е дел од проектите кои ги финансира владата, а со проектите е опфатена изградбата на нов мост и сервис на улица Војака, како изградба на фекална канализација и реконструкција на локалниот пат Бујковци-Мршевци. Средствата за реализација на овие проекти се 70% од владата на Република Македонија, а 30% од буџетот на општина Илинден, истакна првиот човек на Илинден, Александар Ѓоргиевски. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расу тесни. Вечно ќе ја